неделата на оците, секогаш оваа недела е посветена на оците пред Божик, а тоа значи дека ние не сме паднати со падобран, туку ние сме производ на едно генеалошко големо дрво, кое има своји претходници и кои се вградени во нас. Тоа значи неделата на оците. Ова Радослав друг пат сум го објаснувал дека во суштина не е просто набројување на имиња. Тоа е наша вкоренетост во тоа генеалошко дрво. Ама денеска ќе продолжиме со толкување на апостолот, кој исто така е премногу содржаен и има значење за целата црква, односно за животот во црквата. И вели, преку вера тој се насели во ветената земја како тугинец и живееше под шаторот со Исак и Јаков, наследници на истото ветување, што тој го очекуваше оној град што има цврсти темели, чиј градител и творец е Бог. Често пати кога проповедаме, ние говориме за тој град, дека тој град, небесниот Јерусалим, го изгради самиот Господ. И во него очекуваме да се вселиме. Меѓутоа, не сме ние први кои очекуваме во него. Гледате, уште патриархот Авраам направи толку илјадници километри од Месопотамија да дојде во ветената земја. И тоа само на убави зборови од Господа. Немаше тој цврст некој гарант дека таму ќе го чека мед и млеко. Господ само река ќе ти ја задам ветената земја. И тоа е ризик голем. Ама во ризикот го запознаваме Бога. Бог сака да направиме чекор и ние, а тој чекор го направија нашите претходници. Гледате, Авраам од Месопотамија само на збор Божи тргна и дојде до ветената земја. И сега чудно ние зашто вака ја бранат евреите ветената земја, зашто ветена им е нив како наследници на Авраама, но ние христијаните сме духовни наследници. Затоа го спомнуваме во ова недела пред Божик како наше генеалошко дрво, патриархот Авраам. Затоа што евреите не го распознаа Месијата, односно крајот на тоа генеалошко дрво. Туку го има само Авраам како основа. Ама Авраам и ние заедничка основа. И ним и нам. Што значи евреите имаат вера половична во Авраам и ние имаме таа. Ама не завршува правилно нивната вера. Тука имаме недостатоци, односно разнообразности со евреите. Иначе основата ни е заедничка. И вели, Авраам преку вера, кога беше искушуван, го принесе како жртва Исака, значи синот негов. Скоро беше тоа, го толкував, може би и тоа. Синот твој да си го жртвува, го толку го чекаш. Го чекаш затоа што го река, че преку синот твој ќе го намножам твоето потомство како песокот морски. И сега Господ му вели да го жртвува синот негов Исака.
Што ќе помисли човек? Ако ние кои се основаме само на логиката која патем речено ние самите луѓе си ја основавме. И ќе речеме, па ти ми рече Господин вика, ќе ме намножиш како песокот мрски, не ми даваш до сега син, сега на старост ми даваш син и ми велиш да го жртвувам. Ама Авраам не го вели тоа, тоа е голем пред Господ. Тој го зема Исака да го жртвува. Тоа е друго што Господ не ја сака таа жртва, не му е мила ничија жртва таква крвна. Меѓутоа, битно е настроението кај човека, дали е подготвен за тоа. Најмилото да го даде за да се исполни волјата Божја. А на Господ не му е потребно, то зашто му е потребно? И тоа се покажува. И тоа Господ му ли остави го сега. Немој да го жртвуваш твојот син, туку земи ја овцата која е во грмушки. И Аврам ја зема овцата и не ја жртвува. А на колку му беше речено, по Исак ќе се нарече потомството, значи ова што го кажавме. Исак му е единствен син кој го очекуваше легално, правилно. Друго е тоа што со агаријанката жена го имаше Исмаила, и од нив знаете се исмаилитите или муслиманите денешни. Ама тоа со робинката го имаше синот Исмаил, не со законитата жена Сара. Со неја го имаше Исака при крајот на животот, да кажем, во старост голема. Ама дури во старост, голем е Аврам како патриарх, токму заради тоа што не се сомнева во зборовите Божи, дека тие се вистинити, дека Господ ќе го направи најдоброто. И така и го направи. Ама затоа па Аврам претходно докаже верата, како што рековме. Зашто тој сметаше дека Бог може и од мртвите да воскреснува. Да речам, го прими и да го прими Исака назад. Можете уште во тоа време кога нема ни надежда воскресение, го нема Христа воскресен. Со нас ќе рече човек лесно ние. Го видовме Христовото воскресение, ама тогаш Аврам не го виде. И очекуваше дека ако ништо, тој Господ кој му вети дека од Исак ќе го подигне потомството негово, ќе го воскресна Исака, ако случајно допушти да биде жртван Исак. Што гледате кај патриархот Аврам е изобилство на праобрази кои подоцна, многу подоцна, векови подоцна ги среќаваме во црквата. Преку вера Исак го благослови Јаков и Исав за иднината. Тоа се неговите синови, а да не навлегуваме многу, оти ќе немаме време. Преку вера Јаков на умирање го благослови секого од синовите и Јосиф им се поклони подпирајќи се на врвот на својот жезол. Преку вера Јосиф на умирање спомна за излегувањето на израелевите синови од Египет и им даде упатства како да постапат со неговите коски. Значи, сето ова го спомнуваме затоа што ние христијаните го имаме присвоено. Тоа е Стариот Завет. Стариот Завет не го оставаме само на евреите да биде нивна мудросна книга,
туку и ние христијаните го земаме Стариот Завет, ама како недовршен, како завет кој треба да биде заменет со нов завет. И тоа го прави Господ Исус Христос. Преку верата Јосиф на умирање спомна за излегувањето на израелевите синови од Египет и им даде упатство како да постапат со неговите коски. Преку вера, кога Мојсей се роди, неговите родители не се плашеа од царската заповед. И имаме еден прекид, не се чита целата 11 глава, во толкувањето туку од стихот сега 32 натаму. Што уште да кажам? Зашто не ќе имам доволно време да кажувам за Гедеон, Варак, Самсон и Јефтеј, за Давид и Самуил и за пророците, кои преку вера победија царства, вршеа правда, добија ветувања, затворија усти на лавови, угасна огнена сила, ја избегна острицата на мачот, од немоќни стана крепки, стана силни во војна, прогонија туѓи војски. Жени пак беа мачени и не прифатија да бидат ослободени за да добијат подобро воскресение. И јас нема се задржам на ова што нити апостол Павле не се задржува ни за друго, што немаме време во оваа проповед. Се да кажеме тука една згусната историја со имињата кои ги споменавме како водачи на израелскиот народ во победи. Може би излегуваше дека некогаш се загуби тие победи, но животот ги покажа како победи. Често пати не е тоа дали човек е победен со сила, туку пазите и овде како завршува. Беа мачени и не прифатија да бидат ослободени за исмевање и камшикување, па дури и окови и затвор. Значи, Господ на тој што ќе му ја даде верата во воскресението, воопшто не е важно дали тој ќе доживее несреќи во животот, условно речено несреќи, зашто за другите сите се несреќи. Ќе кажат да го заврши животот некој маченички. Ама за Господа тоа е големо и за тој што е во верата е големо. Затоа што нема поголемо од тоа да го даде животот за Господа свој. Тогаш го добиваш многократно и издржано го добиваш. Значи, проверен си преку тоа што си го дал најмилото, најважното, а тоа е животот. И тогаш го имаш високото место пред Господа. Затоа е многу важно да ги разбираме овие зборови. Тие не водат во правилен, исправен христијански живот. А други поднесо искушенија, подложувани умираа, убивани со мач, скита во овци и кози и кожи, во оскудност, во маки, во страдења, тие за кои светот беше недостоен, скитаа по пустињи, по гори, по пештери и јами на земјата. И сите тие, иако примија сведоштво преку верата, сепак не го добија ветеното,
зашто Бог предвиде нешто подобро за нас, тие без нас да не примат совршенство. Завршува ова читање на апостолци на многу содржајна порака. Значи, јако гледате колку достојни и мажи и жени споменува Стариот Завет. Него добија тие најважното, за тие без нас да не можат да се покажат совршени. Господ дојде на меѓата, меѓу Стариот и Новиот Завет. Од една страна благослови се што беше во Стариот Завет, од друга страна отвори страници на Новиот Завет. Тоа е печатот, значи со други зборови што го читаме, кој е големо. И сите го признаваме дека е големо. Не може човекот да се спаси. Може да се спаси само со Христа, кој е Син Божи. Нема друг начин на спасение. Не може заради подвидите, заради добриот живот, кој има многу претходници пред нас. Не може човек да се спаси. Тоа сака да ни го каже апостол. И на некој начин ја имаме среќата што сме последователи после ова. Христос дојде после овие светли примери кои денес ги разгледувавме, за да го отвори патот кон спасението и кон вечниот живот. Меѓутоа, тие се нашата папочна врста. Тие треба, затоа ги почитуваме, затоа ги спомнуваме. Во оваа недела пред Рождеството Христово ги спомнуваме нив. Затоа што по таја линија и тие се наши предходници. А како што вели апостол, затоа не да е само при нив и да каже готово, заврши. Се заклучи историјата, кој стигна до овде. Не, туку и нас да не опфати во овој период кој живееме, а тие пак нив да ги признаваме ние како наши предходници. Браќи и сестри, во суштина, тоа е пораката на апостолот кој денес како читавме, порака голема, совршена, која сите нас не чини да се замислиме над животот, ама не само тоа, туку и да ги прифатиме нашите предходници како една генеалошка врска во дрвотот на животот кој го предвиде нашиот Господ Исус Христос за сите нас кои постоиме после нашите предходници. Милоста Божја да биде на вас.